Секој творец во почетокот, после завршувањето на школа, обично има влијание малце од колеги, од професори и од моменталното, речеме, трендовско сликарство. И тоа малце влијае во почетокот, додека се бараш сами од себе, сакаш да бидиш нешто посебен, али влијанието е претежно во почетокот обавезно. Временски и да сакаш да избегаш од тоа доаѓа тоа што е скриено во тебе. Ако си искрен према себе, ќе го отвориш тоа и ќе го правиш тоа без разлика. Од професорите ни викаат тоа што го научивте сега, заборавете го и после барете свој пат. И тоа е тоа. Неговото сликарство го знам веќе уште од моите средношколски денови. Од деновите во Лазар Личеновски. И после тоа се разбира и од студентските денови. Од секојаш имав некои гледања, согледувања и размислувања посебни за мене и за другите, што се разликуваа од нивните размислувања. Во смисла на кои сме, каде сме, што сме и зошто сме. Сликите на Васко Ташковски токму тоа го кажуваат. И го кажуваат она што многу мина се плашат да размислуваат, а не пак да го реализираат. Васко Ташковски има храброст не само да го реализира, него и да го материализира во вид на слика и да не го презентира. Тоа ми беше мојот патоказ и отхрабрување за моето сликарство, дека истите тие размислувања можам на истиот начин да ги реализирам и јас. Тој пат, често пати може и да го погрешиш, да се вратиш пак назад и така, али тие се истражувања, додека на некој начин она што е твоето ќе си дојде само по себе. Значи без да се силуваш дека сега ова е модерно, ќе го правам тоа. И тоа мислам мојот пат беше во тоа дека јас без разлика на трендовите решив да барам еден свој, не да барам, али она што е во мене да си го искажам, не е важно во кој тренд, во кој правец паѓа. Тоа е во почетокот тоа беше кај мене малце фантастиката и надреализмот. И често пати ме ставаа дали во фантастичар или во надреалисти, некој пат символисти и така натака, али без разлика. Може има од сите тие работи по некои елементи, али она на крај испаѓа дека не пратам некој правец, али си го пратам своето видување во уметноста. Се сеќам на една негова изложба, голема изложба, која бев студент во Давот Пашиниот Тамам, во Националната галерија на Македонија. Тоаш како студенти одевме да ги посетуваме и изложбите. Таа изложба за мене беше една прекретница во сите мои размислувања, начин на работење и патоказ. Тој иако не е професор или наставник, но за мене од секојаш бил наставник или професор кој и без неговото зборување и без комуникацијата со него, доволна беше комуникацијата со неговите слики, за да можам и да знам каде да се движам и што да работам. Често пати ме прашуваат што беше во почетокот. Во почетокот е уште не расчистено, али после 10 години веќе имаш некој своја физиономија и понатака зависи од само од афинитетите, темите што ќе работиш, така да речеме во тие помлади години правев некои еколошки антивоени теми со црн колорит или темен колорит. И кога имав пристап на изложба во Ману, една колешка од телевизија беше костимографка млада, вика, колега, ови постарите слики појќе ми се свиѓаат. А викам, тоа е доказ дека сте млади. А зашто? Па и јас ги сликав кога бев млад. Значи, тоа во младоста си бара свој теми си наоѓаш, а после нормално тоа не значи дека сега не сликам исто еколошки теми и тие, али со едно друго видување. Кај вас, кога се гледа едно уметничко дело, може да се гледа постојано, може да се навраќаме после една недела, после 10 дена и секогаш да гледаме нешто ново и секогаш
е нешто инспиративно. Можеби во моментот, во мигот на перцепција, можеби ништо нема да препознаеме во вашата абстракција или фантазија, меѓутоа секогаш гледаме нешто, и секогаш гледаме нешто препознатливо. Да, ова е Ташковски. И навистина го држите во една мала шака гледаш. Јас така чувствувам кога ви гледам и секогаш ми е инспирација за нешто плюс. Навистина магија е вашиот ум и магија е вашата инспирација и оно што реализација го гледаме како креативно дело. Има ли рецепт ова што го кажам? Има тоа често пати на моите слики има доста детали, во една слика може да има 5 слики, речеме делови, поготово поголемите слики, тука има повеќе, затоа што и работам да рече по неколку месеци на една слика и нормално не може да биде само еден мотив, него има повеќе содржини. Сега тоа што кажувате ве збунува, мене ме збуни еднаш од вашата или моја понарашна телевизија, беше некоја емисија и видов еден детај од моја слика и викам ова како јас да сум го сликал. Кога расшири тотал, видам дека тоа моја слика. Значи не си го познав и јас тој детај и затоа не ме чуди кога некој вика дека јас стално си наоѓам некои детали и секој пат кога гледам сликата е ново расположение. Најважната и основната порака во неговото сликарство, а и моето сликарство, тоа е моето размислување, не мора да значи и за другите, дека многу успешно и со голема љубов го реализира и го прави тоа. И тоа е љубов дадена од Бога, божествена љубов. Добрата страна на лошата критика е што ако некој те ошамари, ако ти се обесхрабриш и престанеш да работиш, значи тој те уништил. А ако те створи кај тебе некој инат, да покажеш дека не е во право, тога е добра страна, значи, на таа критика. Ако е искрена, пошто има често пати критика што е осмислена унапред, ја сакам овој да го уништам и да го пофалам, тога и више таа критика не е добра. Јас често пати се ослонувам, иако во оваа книга има тука 100 критички осврти, а 1/4 можам да речем дека можам да му верувам или ми помогнале на некој начин, а тоа е претежно странските критики. Таму не те знаат како личност, не те знаат како човек, тие по сликата, по сликите пишуваат критика. Немате представа која светлина е тоа кога и инспирација кога го работите и го сликате тоа. А поготово кога имате пред вас пример како што е Васко Ташковски. И затоа со голема љубов и респект секогаш зборувам и кажувам за него и за неговото сликарство. Често пати некој бара рецепт за некои работи. Сега полу има на медиумите рецепти како за здравието, мислам. За 3 дена излекуваш ова, 2 дена ова. Мислам дека нема рецепт за ова. Ако имаш љубов према таа работа што ја сакаш, треба да ја работиш таа.